Пожарот во Прилепско е под контрола, но додека беснееше успеа да пеплоса над 20 на куќи и плевни. За среќа, повеќето куќи што изгореа во селото Чаниште биле напуштени, а само 4 од жителите кои се затекнале на местото побарале медицинска помош поради вдишување на чад. Огнот, за кој надлежните се сомневаат дека бил намерно подметнат, зафатил сува трева и нискостеблести грмушки, а брзо потоа се проширил кон селските куќи. Пожарникарите во текот на целата вечер се бореа со огнените стихии и во текот на утрото успеа да го стават под контрола. До крајот на денот очекуваат да биде изгаснат. Ангелов објасни дека пожарот во селото навлегол од повеќе места и дека за среќа освен материјална штета нема жртви. Случајот е пријавен во полиција, а се преземаат мерки за расчистување на околностите под кои избунал пожарот. Огнот навлезе меѓу селските куќи, но според информациите кои што ги добив додека бев во селото, не е изгорена ниту една куќа во која живеат преостанатите жители во селото. Тоа е добра вест. Сите жители на селото ноќта поминаа во своите домови. Изгорени се неколку стари и напуштени куќи, можеби некои од нив повремено се користеле за престој на нивните собственици. Во текот на ноќта е регистриран уште еден поголем пожар. Гореше во општина Јегуновце во селото Туденце, каде бил загрозен и манастирот. Поради недостиг на пожарникари во Тетово морале да интервенираат и спасувачките екипи на ЦУК. Поради голема опасност по манастирот, а недостиг на локални пожарникари од Тетово, кои што воопшто ги немаше, во тој момент кај манастирот упатив неколку тимови на дирекцијата за заштита и спасување, и тоа од Гостивар, составено од доброволци од Гостивар. Алармот е веќе вклучен. Македонија е под висок ризик од пожари. Секоја невнимателност, секоја искра врз сувата трева може да доведе до ужасна катастрофа. Дополнително загрижува и прогнозата од ДХМР. Државата влегува во нов пеколен бран кога деновите ќе бидат исклучително топли и суви, со температури до 40 степени. Од ЦУК упорно апелираат граѓаните да бидат максимално внимателни и одговорни, особено при престој и движење во природа.